За само еден месец дури 2 посети на Вашингтон, вкупно 3 за помалку од една година. Честите посети на премиерот Мицкоски во САД се доказа добрите билатерални односи помеѓу Скопје и Вашингтон, но и за блискоста на новата влада со новата администрација на претседателот Трамп. Американската амбасадорка Анџела Агелер смета дека честите патувања на Мицкоски во американската престолнина се само доказ дека двете држави може да ја зајакнат билатералната соработка. Дали тоа ќе помогне во деблокирање на евроинтегративниот пат на Македонија, Агилер не можеше да гарантира, затоа што сепак САД не се членка на ЕУ. Washington doesn't give guarantees on the EU path because we're not members of the European Union. I think that's a conversation that is happening and has been had with senior officials within the European Union, but I will say that I'm delighted that the Prime Minister and members of his cabinet are in Washington. This is an important relationship, and I think the fact that he has been there several times since taking his position as Prime Minister and many of the other ministers, this just speaks to the closeness of this relationship and the many ways that we, as the United States and North Macedonia, bilaterally can cooperate. So I look forward to that being strengthened. Премиерот Мицкоски веднаш по безбедносната конференција во Минхен замина за Вашингтон, каде ќе присуствува на конференцијата на конзервативна политичка акција. Настанот ќе трае од 19 до 22 февруари и е годишна политичка конференција на конзервативните активисти и функционери републиканци од САД. На веб страницата за конференцијата може да се види дека има листа на говорници, меѓу кои се американскиот дипломат Ричард Гренел, кој е представник за специјални мисии на новиот претседател, лекарот, пронаоѓач и научник Роберт Малоун, поранешниот висок советник на Доналд Трамп Стив Бенон. Како дел од бројните говорници се најавуваат и премиерот на Словачка, поранешната премиерка на Велика Британија, поранешниот премиер на Полска, како и лидерот на десницата во Франција која ја водеше Лепен. Оваа посета на Вашингтон на Мицкоски доаѓа само еден месец по присуството на инаугурацијата на Доналд Трамп. Тогаш премиерот оствари бројни средби кои ги оцени како исклучително плодни со очекувања резултатите да бидат видливи, интензивни и големи.